Навистина, како се чувствуваше пратеникот Пачков на 24 декември? Како се чувствуваше докторот Пачков, кога овде беа газени жени? Јас не видов дека се пробуди во вас лекарскиот инстинкт, па да се стрчате да помогнете. Барем мене не. Господине Пачков, знаете ли што се случи на 24 декември? Не се случија повреди на новинари или на пратеници. На 24 декември се погази Уставот на Република Македонија. Имате ли поима зошто бевме тук? Имате ли одговор кој тоа сметаше дека треба да ми го одземе правото моите амандмани да бидат разгледувани? Амандманите во корист на граѓаните на Битола, на Кичево, на Крушево, на Ресен, Охрид, Струга, сите ги има подпишано. Со кое право одлучивте, а вие молчевте, господине голем патриот? Јордан Пачков молчеше и предпоставувам се срамеше. И треба да се срами. На 24 декември овде во оваа сала лицето ТВ од ѓП, родом од Охридско, повика извршна власт да го суспендира правото на 370.000 граѓани да учествуваат во договорот како ќе се трошат заедничките пари. И вие тоа се уште не го разбравте? Вчера повторно подготвував амандмани. Што значи тоа? Дека повторно, ако не дојдат на ред моите амандмани и ако изразам протест во име на граѓаните што ги представувам, полиција, војска ќе викнете? Како не ви е срам? Може би па и не знаете. Дека на 31 декември, доколку не беше изгласан буџетот, немаше ништо значајно да се случи. Ке се исплатеа плати, ке се исплатеа пензии, социјални надоместоци. Немаше да има пари за подкуп на гласачи на избори. Тоа бидите сигурен дека немаше да биде, бидејќи согласно Законот за буџети, временото финансирање и буџетирање продолжува. Немојте да ја замајувате јавноста и немојте да се криете зад вашиот што личен, што колективен партиски срам. И најмалку што имате право да говорите колку сте тоа патриот. Знаете, не е патриотизам да се чукате во гради и да кажувате дека во Република Македонија добро се живее и тоа е нотирано во извештајот. Каде живее пратеникот Пачков? Каков е неговиот став за 600.000 луѓе кои живеат во сиромаштија? Каков е вашиот став за 56% невработени млади? Со тоа ли сте задоволени? Не го заслужувате мандат.